Во ова видео ќе обработиме нова тема, која што ги вклучува повредите на окото и на устната шуплина. Кога станува збор за повреди на окото, ќе ви опишам најпрво една ситуација со која што многу често и многу мина од вас може да се сретнат. Вашето детенце си игра во песокот и додека си игра, наеднаш почнува да се жали на болки во окцето, го трие многу окцето и забележувате дека многу силно му солзи окцето. Но пред да преминеме на тоа што треба вие да направите, најпрво да објасниме неколку работи. Најпрво, што опфаќаат повреди на окото? Повреди на окото опфаќаат повреди на очното јаболко, на очните капаци и областа околу очното јаболко. Секако може и туѓи тела да се најдат во окото, од прашина, нечистотија, делови од играчки, покрај жалбата на болка во окцето. Меѓу другото, може да ви се пожали на дупли слики или на ослабен вид. Понатаму чувствителност на светлина може да се јави. Исто така болка при движење на очното јаболко, да забележите крв или некакво крварење на делови од окото или во самото око. Вртоглавица, како затапен осет во главата. Локално црвенило или оток. Неможност за отворање на окото после ваква една травма, после ваква една повреда. И конечно стигнуваме до оној дел што треба да направите, во кој случај да побарате стручна помош. Кога станува збор за прашинка или песок или многу мало парченце, било какво парченце туѓо тело, во тој случај со самото трепкање окото почнува силно да солзи и на тој начин ќе го прочисти, ќе го исчисти од тоа туѓо тело. Но доколку станува збор за поголемо туѓо тело, кое што штрчи од окото, прво и основно, не го вадете. Второ, не нанесувајте никакви лекарства, никакви масти, никакви течности. Или пак некакви капки. Едноставно, не го вадите туѓото тело и не додавате, не ставате ништо во окото. Ќе најдете хартиена чашка или пластична чашка, која што ќе ја нанесете околу туѓото тело, локално на самото око. Околу самото око. Ќе ја прицврстите секако со фластер, со ткаенина, со завој, со што и да ви се најде при рака. И нормално следниот чекор би бил да побарате стручна помош. Но доколку станува збор за некаква помала посекотина, некаква гребнатинка, во тој случај доволно е со чиста газа, стерилна или чиста ткаенина да направите локално притисок за да престане крварењето. Би очекувале во рок од 1 до 3 минути да престане крварењето. Исто така може локално да нанесете и облоги, ладни облоги или облоги со мраз. Доколку се работи за поголема расакотина која што силно крвари, во тој случај секако дека ќе побарате стручна помош. Кога зборуваме за травма на устната шуплина, тука може да станува збор за травма на запчето, за травма на устните или на непцата или на било кој друг дел од устната шуплина. Кога станува збор за запчињата, нормално дечињата најчесто се жалат на забоболка. Во кој случај? Па во случај кога се расклатени запчињата, кога има кариес, некаков процес, значи се одвива локално оток на непцето. Во тој случај што може да направите? Секако. Да го натерате детенцето да направи гаргара со топла вода. Но еве уште еден случај. Детенцето трча, си игра и наеднаш паѓа. Паѓа со лицето надолу и забележувате силно крварење од устната шуплина. Кога ќе дојдете до детенцето, забележувате дека крварењето е од устната, на која што ќе забележите една поголема рана. Но што може да направите? Доколку е помала расакотина или рана, во тој случај е доволно со чиста ткаенина или газа да направите притисок локално на местото на крварење на раната и да престане крварењето. Можете локално да нанесете и ладна облога доколку ви се наоѓа при рак. Но доколку е поголема расакотина, доколку е поголема посериозна рана, секако дека ќе побарате стручна помош. Секако, секогаш обрнувајте внимание на посилно легавење и посилна забоболка или било каква болка во устната шуплина. Тоа ви е обично знак дека треба да побарате стручна помош.
И секако на крајот од ова видео да напоменам дека секогаш, ама секогаш треба да го следите правилото на 4П во педијатријата.